Наша цел е 30.000 денари просечна плата во Република Македонија. Во семејство со двајца вработени тоа се 60.000 денари. Нема да преживувате како сега со овие пари, ќе можете да уживате во животот. Фрижидерите ќе ви бидат полни наместо како сега со конзерви и паштети, ако имате 30.000 денари просечна плата. Ке си ги плаќате редовно сметките, наместо да им поднесувате дебели сметки во пари и здравје на извршителите. Ако имате 30.000 денари плата просечна, ке го израдувате вашето дете ако имате 30.000 денари просечна плата со омилената играчка од излогот што сега го заобиколувате, зашто се плашите да не ви ја повара, а срцето ви се кине да му речете немам, срамејки се како да сте вие виновни што државата не ви обезбедила услови за пристоен живот. Ке можете да си дозволите по работа и на кафе да седнете со пријателите, наместо да ја купувате најефтината кесичка кафе за дома, ако имате просечна плата од 30.000 денари. Ке си ја подновете и дневната и детската соба, ке си ставите прозорци што не дуваат, ке си донесете панел за грејење, ако имате просечна плата од 30.000 денари. И нема повеќе да има ако. За 12 дена завршува ако. За 12 дена почнуваме да го реализираме планот за живот во Македонија. Ке има живот за сите во Македонија. Силно ке ги подржиме домашните микро, мали и следни предпријатија. Тоа се 100% повеќе пари отколку досега власта што има давано. Сите пари од буџетот ќе ги насочиме кон граѓаните. Ако луѓето имаат повеќе пари, тие ќе трошат повеќе. Ако трошат повеќе, ќе има повеќе пари во буџетот. Ако има повеќе пари во буџетот, ќе има не само за просечна плата од 30.000 денари, не само за минимална плата до 16.000 денари, ќе има и за училишта, ќе има и за амбуланти, и за добро платени професори и добро платени лекари кои ќе обезбедат квалитетно образование за вашето дете и достапно здравство за сите. Тоа го гарантира овој план кој се темели на европски вредности. Ова е обмислен план. Овој план се темели на наука, историја и факти. Тргнавме од она што им е потребно на граѓаните за да обезбедиме живот. За да има напредок, потребни се стабилна држава со стабилни државни политики и добри економски политики. На Македонија и треба одговорна влада, која што ќе тргне да ги средува работите, почнувајќи од потребите на граѓаните. Сакаме Македонија да функционира добро како успешна земја во светот и затоа го зедовме најдоброто од светот. Овој план го плаши нашиот политички противник. Овој план, бидејќи овој план обезбедува живот за сите во Македонија. Нема веќе крадење живот. Не, ние сега ќе одземаме. Се збунил Груевски. Вели, ќе има федерализација, кантонизација. Не, ќе има конфискација. Ќе има конфискација. Нема федерализација да има. Ќе го конфискуваме украдениот имот и ќе го вратиме назад кон граѓаните. А што се однесува до уставот, гарантирам, одличен устав имаме. Европски устав. Уставот нема да дозволам никој да го смени. Уставот ќе се почитува. Уставот ќе се спроведува. Нема менување на уставот. Бидете спокојни. Не дозволувајте режимот повеќе да ве лаже, за да обезбеди нови 4 години власт, за уште да ве осиромашува, а тие да се богатат. Има надеж во Македонија. Има надеж за секој од нас, за секој од вас. Промените се чувствуваат. Почитувани,
Секоја жртва вредеше. Вредеше. Пишуваме историја, рушиме режим, носиме живот. Мислете на утрото на 12 декември, кога ќе се разбудиме надежни и слободни дека почнуваме живот. Еј, живот во нашата Македонија!